Браќа македонци и сестри македонки, четврти ден од пописот на нашиниците во странство. Сакам да ви пренесам една одлична вест. Во првите 4 дена масовно македонците го прифаќаат нашиот повик и не се попишуваат. Од сите попишени во овие 4 дена, дури 90% не се македонци, што значи дека се попишуваат само албанците. А токму тоа е што ние тоа го бараме. За да биде појасно, ќе ви го споредам со примерот од референдумот во септември 2018 година. Тогаш, знаете, овој ист блок водеше кампања под слогото Македонија бойкотира со цел да го направиме референдумот неуспешен. Тогаш Заев со сите можни уцени, со сите можни закани изнесе околу 650.000 народ на референдумот. Од тие сега сакаме да ја повториме истата бројка. Од тие 650.000 околу 400.000 би биле албанци, турци, роми, власи и други и би биле само околу 200.000 македонци. И тогаш пописот паѓа само од себе. Никој нормален во светот нема да прифати дека во Македонија и во светот живеат само околу 200.000 македонци. Затоа ве повикувам, не се попишувајте масовно, да ја покажеме на оваа марионетска власт што мисли народот за овој фалсификуван, нелегитимен и живото загрозувачки попис. Ве поздравувам и продолжете така. Имаме одличен резултат во првите 4 дена. Пред неколку дена и Македонската православна црква повика на бойкот, повика да не се попишуваат нашинците во странство и повика на одложување на пописот. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ, да живеат државјаните на Република Македонија.